Секој 10 македонец пие диазепам. Тоа е третиот најпрепишуван лек. Според податоците на Министерството за здравство, само од почетокот на месецов овој медикамент бил напишан на над 6000 рецепти, а годишната потрошувачка надминува и над 1 милион пакувања. Најголемиот број на корисници на диазепам се оние на кои што не им е препишан лекот, односно кои на своја рака си го земаат по еднодневно, понекогаш кога нив не им е добро, навечер кога сакаат да се релаксираат, младите пред додат на испит, пред излезат со девојката или со дечкото. Психолозите велат дека лекарите наместо да направат психотест, без проверка им препишуваат диагноза на пациентите, а во голем дел од аптеките до диазепамот може да се дојде и без рецепт. Во многу ситуации кои што нашите луѓе земаат неконтролирано лекови, или го користат диазепамот, психотерапијата, посетата на психолог може да биде многу подобро средство за решавање на оно што тие сакаат да го решат. Диазепамот за жал е достапен кај нас во аптеките, ако не во првата, во третата ќе ви дадат без рецепт. Диазепамот, доколку се користи често, може да предизвика сериозни последици во здравието, велат психолозите, кои додаваат дека наместо со лекови секојдневните проблеми треба да се надминуваат со разговор со стручни лица или со пријатели, со прошетка или физичка активност, што ќе им помогне да ја исфрлат негативната енергија.